Кидо ме го прашува, еј! Значи, како може дете да не сака да чита, кога ти како наставник ќе му придеш со љубов и ќе му кажеш вака: еве, например, доаѓа летниот распуст и ти што ќе правиш? Па нормално дека нема да го губиш времето. Треба да бидеш секако и конструктивен и продуктивен, затоа што и тоа чувство прави големо задоволство кога ќе завршиш некаква работа, кога ќе ги исполниш сопствените должности, кога ќе покажеш на своите родители дека имаш одговорност кон сопствените должности. Како се прави тоа? Еве вака. Почнува летото, конкретно за читање книги и лектири за време на летниот распуст. Си ставаш една чинија овошје, колку убави овошки има за време на летото, една полна чаша вода и си седнуваш да си читаш лектира. Уживаш комплетно. Помалце ќе си дремнеш, па ќе си се разбудиш и повторно ќе си читаш, ќе влезеш во приказните и ќе ти биде многу интересно. Ова е за време на летниот распуст, а може и на зимскиот, за време на зимскиот распуст. Но што се случува ако преку година се соочуваш со отпор, односно ако твоето дете се соочува со голем отпор во читањето? Треба да најдеш начин да го мотивираш, да му кажеш што е читањето, да му го објасниш начинот на како треба да почне да чита, што ќе научи за додека чита, како да го прави тоа со љубов. Не можат децата сами. Мораме ние возрастните да им го покажеме тоа. Децата во ХЕСЕД, ако ми верувате, за време на дневен престој, за време на приватни часови, за време на сите програми, и летна школа, и зимски распуст, и часовите за развој на емоционална интелигенција, сакаат да доаѓаат, сакаат да се присутни. Не е дека не се појавило и некое детенце на кое што не сакало, меѓутоа тие дечиња едноставно си имаат по различен начин на согледување на нештата. Меѓутоа, голем дел, зборувам, пошто поминале многу деца низ овие години, постоиме ние веќе ова 6-та година како почнува едукативниот центар, па значи можам да кажам дека 90% од децата сакаат да доаѓаат во ХЕСЕД и сакаат да учат со љубов. Сакаат да покажат на училиште дека тоа што го научиле треба да биде вреднувано и треба да биде наградено со една голема петка.